Очекувано намалување на снабдувањето со вакцини во Велика Британија против COVID-19 во април делумно се должи на доцнењето на испораката од Индија за 5 милиони дози на Оксфорд AstraZeneca. Пратката произведена од Институтот за серум во Индија е задржана 4 недели, беше соопштено за BBC. Секретарот за домување Роберт рече дека ниту една фабрика, ниту една земја не е одговорна за проблемите со снабдувањето. Одделот за здравство пак инсистира дека се уште е на добар пат да им се понуди прва доза на сите возрастни до крајот на јули. НХС Англија предупреди за намалување на понудата во април во писмо до локалните здравствени организации во средата. Портпаролот на Институтот за серум пак изјави дека 5 милиони дози беа доставени пред неколку недели во Велика Британија и ќе се обидеме да испорачаме повеќе подоцна, засновано на моменталната состојба и условот на владина програма за имунизација во Индија. Регулаторот на лековите во Европа изјави дека нема индикации дека вакцината Оксфорд AstraZeneca против COVID-19 предизвикала згручување на крвта, бидејќи списокот на земји кои привремено го запираат ширењето на вакцините е поради безбедносни проблеми и продолжува секојдневно да расте. Во вторникот, Кипар, Луксембург, Летонија и Шведска станаа најновите европски држави што ја прекинаа употребата и покрај советите од Европската медицинска управа и другите меѓународни медицински агенции дека придобивките од вакцината надминуваат потенцијални ризици. Шефот на ЕМА, кој одобри употреба на вакцината Оксфорд AstraZeneca за област на 27 нации, во вторникот рече дека регулаторите остануваат цврсто убедени во таа проценка. Во моментов нема индикации дека вакцинацијата ги предизвика овие состојби. Тие не се појавија во клиничките испитувања и не се наведени како познати или очекувани несакани настани во оваа вакцина, изјави нејзиниот извршен директор Емер Кук на дигитална пресконференција. Во текот на денешниот ден се очекува од ЕМА да објави информации од состанокот за безбедноста на вакцината на AstraZeneca. Стравот од пандемијата со коронавирусот го потресоа Wall Street предходниот март од 2020 година. Да упадна скоро за 3000 поени, поточно неверојатни 13% овој ден предходната година. Но и по изминати 12 месеци здравствената криза се уште не е завршена, а инвеститорите се повеќе се уверени дека наскоро ќе заврши. За прв пат од февруари 2020 година, COVID-19 не е стравот кај менаџерите анкетирани во банка во Америка, известија надлежните служби. Сега акцентот на загриженоста паѓа на тоа дека економијата може да закрепне толку брзо што може да прегрее. Инфлацијата сега е најголем ризик наведен од менаџерите на портфолио анкетирани од банката во Америка. Втората најчеста загриженост е заострената бура, односно која се јавува кога пазарите се откачуваат од зголемените приноси на обврзниците. Нодите нагласуваат колку драстично се смени ситуацијата во текот на изминатата година. Довербата расте поради ширењето на вакцините, олеснувањето на здравствените ограничувања и невидената поддршка од федералната влада.